Државата преку Агенцијата за стоковни резерви ќе откупи дел од вишокот количини оризова арпа. На овој начин ќе им помогне на оризопроизводителите кои едва и преживуваат. На последната владина седница е донесено заклучок Агенцијата да ја отпочне постапката за откуп. Според министерот за земјоделство, во Македонија нема увезен ориз од странство. На минатата седница на влада донесовме заклучок и ја задолживме Агенцијата за стокови резерви да направи дополнителни измени на програмите и уредбите кои што ги има согласно законите, за да предвиди оризова тарпа да се чува за стоковите резерви. Знаете дека законот за стокови резерви е изменет и сега согласно оваа процедура практично ќе може државата да откупи дел од количините кои што ќе значи практично нивелација на пазарот во моментот на производство на ориз од реколта 2024 година. Во меѓувреме почна и жетвата на ориз во Кочанско и годинава понудената цена од страна на откупувачите ги разочара земјоделците. Во зависност од рандаманот и сортата, килограм оризова арпа се откупува до 33 денари. Но од она што е посеано по кочанските ниви, оризопроизводителите за својот род ќе може да добијат максимум 30 денари за килограм. Дополнителен проблем е и лошиот квалитет. Земјоделците бараат да се изготви нова производна цена, која во моментот е 27 денари. Квалитетот за 2024 ќе биде еден од најлошите квалитети. Причината е касната сидба за некои региони. Тие што посејаат 15 април до 1 мај, тие ќе имат може и подобри резултати, меѓутоа приносите ќе бидат од 400 до 500 кг по единица декар. Не е тоа проблем, проблем е нешто друго, цената е проблем. Значи се уште се водиме според таа производна цена која што пред 2-3 години ја дадува од Земјоделскиот институт во Скопје. Но меѓутоа од тогаш до денеска имаме промени во производството, значи употреба на повеќе хербициди и трошоците секако дека се зголемуваат. Годинава под ориз во Кочанско се посејани околу 4000 хектари, а очекувањата се дека ќе бидат ожнеани околу 20.000 тони оризова арпа, односно 10.000 тони ориз.